Еве назад повторно во студиото продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг, а во продолжение следува еден разговор, а темата е следна. На 30 март во Скопје ќе се одржи прва конференција за женско предприемништво во туризмот. Настанот е во организација на Хероини во туризмот, млада асоциација која ги поттикнува жените предприемачи, а целта е поддршка и на одржливиот туризам. На оваа тема во продолжение разговараме со Ивана Печалева-Брдаровска, председател на Асоциацијата Хероини во туризмот. Ивана, добро утро. Добро утро. Конференцијата се одржува идната среда во Скопје. Предвидена е богата програма, барем од она што можев јас да разгледам во вашата најава, но која е целта на настанот? Добро утро, вака уште еднаш. Прво да ви се заблагодарам, а второ исто така да поразговараме околу целта. Целта навистина ни е многу чиста. Сакаме да ги поддржиме жените хероини во денешниот свет. Исто да ги поддржиме и нивните бизниси. Така, женското предприемништво преку туристичкиот сектор, да кажеме и да докажеме всушност дека навистина функционира. Исто така, статусот на жената да се подобри во општеството, но и најмногу да ние, бидејќи цела ова мисија што ја имаме е поттикната од локалните искуства што веќе ги организираме преку водечкиот туроператор Balkan Prime Tours. И навистина мотивирани, да кажам, ние понежниот пол од тимот се одлучивме за еден ваков настан, баш да го затвориме месец март, така со еден интересен настан. Така, вие веќе подолго време работите во оваа област, во овој сектор. Што вели вашето искуство? Колку на туризмот му е потребен токму овој начин на работење, односно на поттикнување на локалното население во насока на привлекување на туристи? Навистина е од голема значајност, бидејќи денешниот турист не сака само да посетува цркви, манастири, џами, сето тоа ние го имаме по програмата. Но денешниот турист бара нешто повеќе. Бара кога ќе се врати дома, едноставно да раскаже приказната како имале ручек или вечера во една локална фамилија. Или како, например, отишле во едно резбарско ателје и пробале навистина да резбарат. Или пак сепак отишле во работилница да изработуваат сапуни од органски материјали. Тоа е навистина доживување. Навистина со тие средби тие туристи можат да почувствуваат, да го почувствуваат народот, да почувствуваат топлината, гостопримливоста на еден народ. И тоа навистина ние можеме да го дадеме на еден турист. И сега, која е вашата улога тука? На кој начин би се постигнало тоа? Што би им советувале на идните предприемачи од понижниот пол? Како да се вклучат во целата оваа работа? Најмногу сакаме да им докажеме да веруваат во себе, да веруваат во тоа што го прават, што умеат да го прават и навистина успешно го прават, бидејќи жената е лидер во денешното време. Таа е борец, таа умее да се справи со буквално сите предизвици. Кога жената ќе почне да верува во себе, навистина и ќе успее во тоа. Сакаме да ни се приклучат, да дојдат што повеќе жени кои имаат свој бизнис, сакаат да се интегрираат во една туристичка понуда и ние тоа навистина ќе им го возможеме. Да, претходно ние ќе работиме со нив, исто така и ќе организираме обуки. Сакаме да ги поврземе, бидејќи тие се даватели на услуги, продукти, сервиси. Зошто да не ги поврземе со барателите на истите? Кога ние тоа ќе го направиме, навистина имаме успешна мисија. Така да и тоа додадена вредност на туризмот во секој случај. Ние помагаме на женското предприемништво, но сепак од друга страна исто несебично сакаме да ги споделиме сите овие локални искуства со нашите колеги кои што исто така работат туризам во смисла дојдовен туризам, да почнат и тие да ги употребуваат, да ги интегрираат нивните
нивните сервиси и продукти во програмите и да станат водечки туроператори на тој пазар што го работат. Така. Мислам, тоа е тој туристички ланец, ние што го викаме дека навистина може да функционира, веруваме во тоа силно и го поддржуваме, работиме секојдневно на таа мисија и веруваме сигурно дека ќе ја оствариме. Така, споменавте организирање на голем број настани, на обуки, да се навратиме на настанот кој што е најавен дека ќе се одржува идната среда. Предвидува две панел дискусии во кои ќе бидат опфатени повеќе прашања поврзани со женското претприемништво во туризмот, родовата еднаквост, перспективи, иницијативи, женско лидерство. Кој се ќе земе учество на настанот? На овој настан ќе земат учество туроператори од странство, од Колумбија, Шпанија, Франција, Италија, Германија, кои што работат исклучиво патувања организирани меѓу жени. Ќе земат учество исто така туроператори од Македонија, но исто така и успешни приказни на локални хероини. Зошто? Бидејќи ние сакаме со таа идеја жените што немаат започнато, што не се интегрирани во една туристичка понуда, да слушнат мислење од некој поблизок. Исто така, освен жени кои што се успешни во женското претприемништво, тука ќе имаме исто така, како например кој основач на фондацијата Барка од Полска, која што ќе ни зборува за социјално претприемништво. Ќе имаме експерти од маркетинг, други претприемачи во туризмот, новинари, исто така, основачи на здруженија и на асоциации, председатели исто така на македонски ракотворби. Така да, сето тоа што ја обликува една туристичка понуда. Така, бидејќи подолго време сте во оваа работа, колкав е интересот на странските туроператори да се заинтересираат за понудите на Македонија и да се вклучат во донесувањето на странски туристи во земјава? Искрено, навистина, во последните години е се поголем и расте, бидејќи ние веќе представуваме екзотика за странските туристи. Тие го имаат прошетано цел свет и сакаат да доживеат нешто вистинско, нешто реално. Така да, кога буквално ќе дојдат во Македонија, тие се изненадени, бидејќи прво некои не ни слушнале до толку за Македонија. Или пак Македонија представува овошна или зеленчукова салата, мислам, името кај нив. Така да, кога ќе дојдат, тие се навистина изненадени како се примени, колку топло се пречекани. Навистина имаме богата култура, историја, традиција, обичаи, кои што тие се изненадени кога ќе дојдат и кога ќе ги доживеат сите овие искуства кај нас. Така, настанот според она што прочитав во програмата предвидува на крајот да биде заокружен со отворен базар. Што е целта на овој отворен базар? Да се презентира македонска традиција пред странците кои што ќе бидат присутни, да се представи понудата која што им се дава на странските туристи кои што би дошле во земјава. Каква е замислата? Да, замислата за отворениот базар е прво некои од тие жени хероини кои што веќе се интегрирани во туристичката понуда, имале искуство со туристи, ќе имаат своји штандови, каде што ќе имаат можност, бидејќи на отворениот базар секако може да ги поканеме и другиот дел, да кажам, да не бидат само од понежниот пол колеги. Во смисла, тука сакаме да ги повикаме сите баратели на услуги на сервиси да се поврзат со тие жени, но од друга страна исто така и жени кои што немаат се уште почнато со тој бизнис, но проявуваат што го интерес, работат, да се поврзат, да разменат идеи, мисли,
едноставно да кажеме на народен начин да се приближат, да се распрашаат дали тоа навистина функционира преку туризмот, а не само дека ете ако слушнат од странците дека навистина функционира. Имате ли досега успешни приказни на ваков вид на претприемништво и еве доколку има би издвоиле ли некое? Да, секако имаме. Пример имаме една жена во Битола каде што организираме локален ручек или вечера. Буквално таму организираме освен тоа што луѓето ќе дојдат и ќе имаат ручек или вечера таму, се запознаваат со фамилијата, гледаат дека тие буквално влегуваат во еден двор каде што живее семејството. Тука излегуваат баби, дедовци. Тоа е таа топлина и тие не можат да си поверуваат дека една фамилија одвојува дел од куќата за нив да ги пречека. Тоа за нив е нешто неверојатно. Потоа исто така имаме и друга хероина во Кавадарци, каде што организираме ателие, тоа е резбарско ателие и таму луѓето можат да пробат да резбарат, играат различни квизови, се запознаваат исто така со традицијата, со културата, како таа жена почнала да резбари. Имаме уште еден друг продукт, тоа што ви споменав, тоа се наоѓа во Певчево, таа е работилница за произведување на сапуни од органски материјали. Луѓето ги носиме кај оваа хероина и исто така гледаат кој е начинот на изработка на сапуните. Има многу навистина во Крушево исто така со крушевските жени. Има тука луѓето можат да се запознаат со традицијата на власите, да слушнат малку нешто повеќе за тоа. Има навистина многу, јас би можела да зборувам цел ден за тоа. Така, претпоставам во Крушево би можело да се искористат оние работилници кои што служат за изработка на оние дрвени буриња за чување на ракија, на вино и како оди целата таа изработка, бидејќи буквално на традиционален начин ги изработуваат нивните производи. Да. Јас сега тука издвоив сепак жени локални хероини, но исто така ние соработуваме нели со други херои во туризмот. Така. И уште едно прашање за да го заокружиме овој разговор, се однесува на Асоциацијата Хероини во туризмот. Имено кои се вашите долгорочни цели и дали добивате поддршка во целата оваа работа од некого? Да. Нашите долгорочни цели, меѓу првичните кои што ви ги кажав, на почеток, нели, статусот на жената да се подобри во општеството, да се охрабрат, да се мотивираат, да се поврзат, да се едуцираат, исто така бизнисите предводени од жени преку обуки, работилници, за членување во други асоциации, каде можат да навистина да остварат директни средби со барателите на услуги, на продукти, така да освен нели како што ви споменав, ние планираме сега моментално настанот се одржува на регионално ниво, но нашиот стремеше нормално да се проширува, бидејќи ние како што ви споменав на почетокот, сме водечки, потекнуваме од водечки туроператор кој што го работи Балканот и имаме и други хероини со кои се работуваме и во Косово, во Албанија, во Црна Гора, така да планираме да направиме едно вмрежување каде ќе ги обединиме сите жени локални хероини. Имаме поддржувачи, навистина, прво Министерството за економија, ние еден од поддржувачите, ГИС, исто така. Исто имаме стаф кој што е една од основачите на хероини на туризам, кој што е исто така вклучена во нашата асоциација, е поддржувател, Balkan Prime Tours и многу останати. Така.
Ивана, јас тука ќе мора да го одјавам денешниот разговор. Ти благодарам за издвоеното време за учество во денешниот утрински брифинг. Ние ви посакуваме успех во намерите и во се она што вие го работите и секако во нареден разговор би разговарале колку дополнително жени се приклучиле кон овој тип на работење, односно колку локалното население се вклучува во развојот на одржлив туризам преку хероините на туризмот, односно преку женското претприемништво. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам, пријатно.